Уште 6 дена и проаѓа првиот месец и остануваат уште 57 месеци. За еден месец наврат на нос мораше да се види со италијанскиот председател. Толку од срешти. Иначе јас кога станав министр за економија, за 2-3 дена отидов во Рим. Имавме голема една средба со Берлускони се сретнавме. Помина 10-15 дена бевме на Централно европска иницијатива во Полска, а потоа бевме кај Ширак во Франција. 3 големи средби за месец дена. Јас бев 14 месеца министер за економија. Тие 14 месеца сум се сретнал со Санадер, сум се сретнал со Фатос Нано, беше премиер, со Шредер, Герхард Шредер, че се идеме дале. Жак Ширак, Дрновшек, Јанша, Коштуница, со Коштуница имаме ручено заедно. Лево од мене беше Метју Нимиц, десно од мене беше Коштуница. Се идеме дале романскиот председател, како се викаше и премиер, не Јони Илиеско, после Јони Илиеско што беше. Царот Саксо-Бургоски и со него. Овој Некачински, овој другиот, како се викаше на полска, со Мило Џукановиќ. Уште 6 дена проаѓа првиот месец и остануваат уште 57 месеци. За еден месец наврат на нос мораше да се види со италијанскиот председател. Толку од срешти. Не, ама прекрасна дикција има. Многу добро зборува. Многу паметно, кога зборуваш вака да ептен паметно. Посебно кога ги дупи луѓе во мозок. Например, кога им вика немаше место да ставиме на лентата немаше место, и затоа ставивме председател Гордана Силјановска Давкова. Немало место за името на државата, да. Ама прекрасно го кажа тоа со една посебна дикција. Малку позбиени може ли маши да го стават Благој Давков? Благој, да. И Благој Давков да го стават, да. Ама со прекрасна една дикција, со еден таков тоналитет и интонација го кажа тоа, да ти е мерак да гласаш за жената. Да. Бидејќи кога ние коментиравме овдека у емисија дека жена збори тресе зелени, овдека у нас не напаѓа, како да не, видиш што убаво зборува каква дикција има професорката. Како да за дикцијата гласаме, кој каква дикција има, а не што ќе прави. Да бе, асистент примариус, доктор, професор, Оптимус, праим министер, Христијан Мицински. Иначе јас кога станав министр за економија, јас станав, како беше, за 2-3 дена отидов во Рим. Имавме голема една средба со Берлускони се сретнавме. Помина 10-15 дена бевме на Централно европска иницијатива во ова како се вика во Полска. Па потоа бевме кај Ширак во Франција. 3 големи средби за месец дена. Па добро. Јас бев 14 месеца министер за економија. У тие 14 месеца сум се сретнал со Санадер, сум се сретнал со Фатос Нано, беше премиер, со Шредер, Герхард Шредер. Че се идеме дале. Жак Ширак. Дрновшек, Јанша, Коштуница, со Коштуница имаме ручено заедно. Лево од мене беше Метју Нимиц, десно од мене беше Коштуница. Се идеме дале романскиот председател, како се викаше и премиер, не Јони Илиеско, после Јони Илиеско што беше. Царот Саксо-Бургоски и со него. Овој Некачински, овој другиот, како се викаше на полска? Не знам, тоа време кој бил. 2 мандата беше. Тој што му протестираа се. Не. Пред 2 години, 2 мандата беше, тогаш Полска влезе во НАТО. Со него и со него. Со Мило Џукановиќ, тоа него не спомнувам. Аднан Терзич, премиерот на овакво, на Босна и Херцеговина и колективното председателство, не морам да кажам дека најубавата вечер и најинтересната вечер во Босна и Херцеговина со колективното председателство, тоа беше шоу програм, тоа беше смеење до солзи. Тие што говорат меѓу себе. Не. Толку беа се духовити, толку што се ви правеа на рачун едните на другите и за време на војната што се случува, тоа беше цела вечер да се држи за стомак.
Нема. Сикаш овие луѓе се тепале, овие луѓе ли пукале, убивале. Тоа е тоа. А нешто од реформите кои сте ги направиле во тоа време? Заборавив да ви кажам. Сум се сретнал со Папандреу и со Мицотакис. Не со Мицотакис, со Караманлис. Да, во тоа време. Со Ердоган. И тоа му бев министер домаќин на Ердоган. Јас го пречекував на аеродром. Ова не сме Да. знаели. Него и сме Санадресом ги заборавили. пречекувал, да. Се тоа за 14 месеци. Ај пушти го. 14 month. Ајде да видиме нашата председателка со кого. Не е нашата председателка. Сега да видиме Мицкоски. А има ви За слики, јас Преспанскиот. не можам да ги најдам кај ми се Ето тие сликите, слики. да. Ајде, пушти го. Речена меѓународна заедница, прецени Европската унија и САД, особено во контекст на последната во Охрид, така наречениот Преспа диалог форум, каде што добивме порака од висок американски представник дека Преспанскиот договор е завршена работа. За вас е завршена работа Преспанскиот договор? Видете, Момировски, се додека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа Преспанскиот договор. И се додека постои ВМРО, не може да биде Преспанскиот договор завршена работа. А знаете зошто не е завршена работа? Затоа што се сеќавате на нас капо платена кампања, која што Наречена меѓународна заедница, прецени Европската унија и САД, особено во контекст на Ајде. Ви како рече господин Бисковски, се додека е ВМРО, Преспанскиот договор не може да биде завршена работа. Внукот мој вика вака, леле. Леле, баш така. Леле, Дарио, што си убав, леле. Мислам дека ги дупи. Мислам дека ги дупи, што би рекол Сарма. Ај се пушти да видиме сега како он вели Преспанскиот договор е реалност од денешната пресконференција. Мојот одговор јас го дадов уште пред неколку недели, што се однесува за, би рекол, хистеријата која што се случува кај нашиот јужен сосед. Предпоставувам тој е дел од нивната предизборна кампања. Не очекувам талибански однос, цензурирање на елементарно човеково право, а се што е содржано во Преспанскиот договор и е дел од нашиот правен систем и уставен поредок, имната влада на ВМРО ДПМН тоа ќе го почитува. Вклучително, еве, и решенијата за пратеници кои што ги добивме со придавката. И сега што правиме? Ама ние имаме промер со тоа што е внесено во правниот поредок. Не во тоа што се избориме. Нас ни смета името Северна Македонија, ни смета име на печатите, жиговите, тоа ни смета. Све што ни е правниот поредок ни смета, нас не ни смета тоа што збориме. Па грците и така не викаат македонци, Скопјанос не викаат. Точно. Ова што ни пишува тука не смета. Ама сега он еднаш рече, ова му е интервју пред избори. Он таму рече, додека, како беше, додека сум жив, додека дишам, додека мој... А не, тоа беше на Заев. Извини, тоа беше на Заев. Тоа беше на Заев. Овој рече, додека постои ВМРО... Додека и он вака рече, додека и јас сум ВМРО. Па може пак ќе нема да биде од ВМРО. Слушај, јас што мислам? Ја мислам дека они имаат двајца мицковци. Да, едниот Едниот за опозиција, другиот за власт. биполарност. Да. Една изјава имаше таква господинот Заев кога рече додека го дишам овој македонски воздух, името нема И да се смени. жицата и гитарата. Не остае тоа. Некако И го не. смени името. Овој вика додека јас сум ВМРО, нема Преспанскиот не е Ај сега, завршена ај работа. сега. Може не е Шалак ВМРО. доаѓа доаѓа И веќе премиер не е ВМРО. и вика па тоа е сега реалност, ние ќе го почитуваме. Слушај, да ме насме. Институционално, вклучително и денешната рече што сум ја дал Да ме законот насме, до да ме архива. Ова што би рекол Сарма, не да не дупил Што мозок. би рекол Сарма, Ау. тоа му е И тоа со компресор. Тоа му е грешка на Слушај, да ве насмеам малку. Не дупи, Победувам ја на избори. Првите ден, два, три, ми звони Шилегов. Ми вика, шефот сака да те слуша. Ајде, викам. Ми се јавува Заев, ајде, честито Стевче, со среќа. Фала, премиере. Па викам, еве, сакам да се видиме, што ќе имаме проекти едно друго заедно, нема проблем со... Проаѓа 5-6 дена,
Заедно дава изјава, вика, абе граѓаните на Карпуш се многу паметни луѓе, образовани, не ми е јасно колку избраа за председател. И сега што да правам? знаеш Да што. давам изјава само вече, абе вие да не имате двајца заевци, едниот за на телефон, а другиот за на телевизија, овие различни да ви се така и овој. Гледате, премиерите, тие што стануваат премиери, они едно збора додека се у опозиција, после на власт. Добро, он ќе го почитува сега, тоа е сега устав влезен у законите, Види, тоа е. Видим. Очигледно дека дружбата со Таравари, нели Таравари вика, ние се надеваме дека Мицковски ќе ги свати потребите од нашето интензивно работење на остварување на нашиот европски пат и така натаму. Очигледно Таравари, Афримчо, сите тие делувале врз него сериозно и он сега се менјава. Да. Па, на позитивно. На позитивно Малку се вака менја. талибанци вика, талибански не А смеат. ќе го средат и за тоа, да биде малце покултурен, да биде Да не може по... така да дава такви не, изјави, помшални у моментот Не, поведен, мислам да. дека човекот вага се скраси, веќе личи на премиер, така треба со една прекрасна дикција го кажа ова. Со еден државнички став, така. Да, со еден државнички став, така го почитува преспанскиот договор, тоа е. Државнички е он да си го смени Името. уште не почнал, уште владата не формирана да си го смени Африм Гаш. И овие другарите на Африм Гаши нема да мрднат. Дали ме разбирате? Воспитно да му даде. Нема да мрднат. Значи так го менја, го изгласува и вика Тоа дајте ако нов направи- председател и тие другите едвајки чека да му седнат на местото на Африм Тоа, Гаши. ако го направи, ќе биде... Сега Така, тука ќе биде автоматски, муж. А. Така а да. има мнозинство, има све, ама сега Мислам дека си правиме бајрам на Паметов, тоа нема да се случи. Ако одиме Ама еве, со например, тоа- он може и да го смени преспанскиот, може да го укине преспанскиот. Он има сега таму. Во на Африм Гаши не може да го смени Преспанскиот. Да, Што Преспа- си правиш бајрам со Паметов? Па бајрам си правите, Дај да затоа збориме реков. Нешто друго, ајде, бафти го таму. Да. Може ли он да организира... Он не, види, он уште е опозиција. Не. Па како не? Добро да е власт, што е парламентарец. Он ќе се однесува Моментално како статусот на- он ќе се однесува како опозиција наредни 3 години. Криви ќе бидат СДС за све. Тоа фактичко се Не, става. народот треба да бара односно Ама мене резултат. прашањето ми е Плюс друго. Мицковски Знаеш, рече во Слушнав првите дека 100 дена. наодно, Одма плачење, градинки ве немале, како се вика тоа, Што немале? за струја и вода градинките имале само до сега до 6 месец. Последна исплата за градинките немале пари. Ако не направат ребаланс, нема за градинките. А па до сега па нешто многу имавме за градинките. Да. Ке Да, може одма ќе почне владата, со плачење. владата ќе може да ги помага. Срам да неговите- им е на СДС и на ДУИ. Срам да им е. На СДС и на ДУИ што градинките ќе останат без вако. Тој нема пари за покачување пензии. Да. ДУИ е крив. Да. И сега ќе мора да се прави ребаланс точно на буџетот и ќе нема пари за да ги покачи пензиите за 5000 денари. Ама оправдано е тоа, се да само го ништиле буџетот сега, остај сега. До нова година Не е стариот буџет е. Не е крив господин Мицковски, господин Мицковски таков буџет му оставиле. Дуи и СДС, тоа е. И сега ќе мора ребаланс и ќе не може да се покачи пензијата, ама друга, 2,5. ама другата година ќе ја крене. Ќе почекаме што е просто. Ќе почекаат господата пензионери. Да. Може ли да организираме задолжителен референдум? Како? Задолжителен референдум за укинување на преспански договор. Може да се направи, зашто? Значи тоа направи Ако задолжителен. сака. Бидејќи кога е задолжителен референдумот, одлуката од тој референдум Треба да станува каже обврзување. тој Станува рече, закон. Е, Закон. уште една, сега народот тогаш беше Да. под притисок по една по друга, сега секој е слободен, ако изгласаме ќе го менјаме, ако не Да. ќе си остане така. Да. Еве народе, еве шанса. Да. Бидејќи и он беше против. И он пази, ако не му излезе народот да гласа против, Микрофонот он сам. ќе рече народе, вие така рековте, а вас ве слушам и готово. Бидејќи сега Мицковски е како премиер, тогаш ќе може има таква можност, а тогаш нели во опозиција он викаше дека референдумот е нелегитимен, нелегален, неуспешен, дека се гласало на 1,5-2 секунди се гласало. Мислам дека он има и председател на Државна изборна комисија, може да има и со доволно пратеници и може да организира еден задолжителен референдум Може. со кој што нели одлуката од задолжителниот референдум се станува закон. Нема мрдање таму.
И мислиш дека он тоа ќе го направи? Мислам. Шанси нема. Мислам дека он може, има шанса. Он има, Он е ама нема професор да го за направи никогаш. Ако ќе падне он, тие другите ќе Да. дадат, ние ќе го лашат гласачкото тело. Како Така, ќе со тоа- за да со- дојдат на Со власт? што ја мислам дека професор доктор Примариус Оптимус Прайм Они ќе го Мицкоски мислам дека нема, он мислам дека ќе го направи ова.